Почитувани гледачи на Отворени муавети, добре дојдовте во уште едно издание, овој пат со новиот градоначалник на општина Кривогастани, Игор Каравиловски. Добре дојдовте. Добро ве најдов, ви благодарам за поканата. Ви благодарам што прифативте да разговараме вака на нецел месец од почетокот на новиот мандат. Прв градоначалник после овие локални избори кои што гостува во нашето студио. Се надевам дека ќе имаме интересен разговор и да почнеме една нова, да речеме, како што велиме ние, ера во општинското работење во Пелагонискиот регион барем. No. Прво ви честитам за изборот и да ве прашам прво нака најчовечки како е чувството да се добие доверба од граѓаните да се води една општина. Ви благодарам. Какво е чувството? Посебно е чувството навистина, кога се добие довербата од граѓаните, од луѓето со кои си пораснал во општината. Меѓутоа, тоа представува и голема обврска, голема одговорност пред сите тие луѓе, бидејќи нивната доверба треба да биде оправдана, нормално. И јас ќе направам се што е во мои можности, ќе го дадам мојот максимум да ја оправдам таа доверба и да ја реализираме програмата со која настапиме на овие избори. Градоначалник, симптоматичен за овие избори не само за цела држава беше дека излезноста беше најмала до сега. Сега во општина Кривогастани разликата е само околу 200 гласа. Обично, како доаѓате од партија која што на државно ниво е во опозиција, Социјалдемократскиот сојуз, во општините кои што беше тесна разликата, во главно владеачката партија ги доби тие избори. Ова е еден ретките исклучоци. Како го толкувате овие резултати? Што за вас значи тоа што сепак и покрај тоа што поведе со мала излезност, истовремено па и победа со мала разлика во ваква ситуација на ниво на држава е интересен резултат. Да, разликата беше навистина мала, околу 211 гласа, мислам. Меѓутоа, тоа не е само бројка, нели, се работи за гласови, луѓе кои ја дале довербата за јас да ја водам општината во наредните 4 години. И тоа представува навистина голема обврска према сите тие граѓани кои ја дале довербата према мене. Меѓутоа, без разлика на се, јас сум градоначалник за сите граѓани. Нели? Тоа го ветив и така ќе работам во наредните 4 години. Општината ќе биде отворена за сите граѓани, без разлика дали гласале за мене или не. Минатата година направивме со веќе бившиот председател на Совет едно интервју, од каде што дознавме на многу интересна работа, барем во тој состав на Советот на општина Кривогастани, сите одлуки се носеле едногласно, кој што е интересен факт. Кажете ми како помина првата конститутивната, само конститутивна имавте до сега во Кривогастани. Веќе 2 седмици. Веќе како помина согласањето овие први 2 седмици? Еве во контекст на што кажувате од претходниот состав, конститутивната седница помина во најдобар ред и едногласно беше избран новиот председател на Советот на општина Кривогастани. Се работи за Андреј, кој е од редовите на политичката партија Левица и беше едногласно поддржан од сите советници и од советниците од СДСМ и од ВМРО.
така да го имаме, можам да речем, најмладиот председател на Совет во државата. Само 21 години. Само 21 години, да. Добре, супер да расти во меѓу поискусни, да учи како треба да се работи за општината. Се надевам дека ќе има добри примери. Истовремено, како успева таа магија во општина Кривогаштани сите да гласаат за или против, тоест се да биде едногласно? Затоа што за друг пример, еве да следам на многу политика, следам и совети во најмала рака во Пелагонија, аз таков пример не знам. Има и други мали општини, ама сегде има за и против. Немам информации на вистина претходно дали буквално сите одлуки биле носени едногласно. Меѓутоа, еве конкретно за овој состав сега, сме на самиот почеток. Една е политиката за време на кампањата пред избори, би требало да биде сосема друга сега кога треба да работиме сите и би требало во интерес на граѓаните сите оние одлуки кои се добри за општината да бидат поддржани од сите советници. Јас не гледам причина зошто би се оспорувале добри проекти. Ако бидеме честни, ако Многу често причина е затоа што проектот доаѓа од како предлог од спротивниот политички табор. Тоа е најголемата причина кај нас да се оспоруваат добри проекти. Ама добро што во Кривогаштани не се случува тоа. Градоначалник, сакам да го заокружиме овој почетен дел баш со на како пред да се седни на градоначалничкото столче. За кампањата сакам да ве прашам накратко да ја оцените однека како оценивте, затоа што прв пат мислам трчате таква трка. Да. Дали беше фер, дали беше добра атмосферата во Кривогаштани во тие 3 недели? Јас доаѓам од Министерството за внатрешни работи, не сум бил вклучен во политика. Кампањата ја водев исклучително честно, достоинствено, без навреди кој буквално, и од мене и од целиот мој тим. Едноставно работевме на презентација на програмата со која настапив на овие локални избори и не се занимававме воопшто со противникот. Мислам дека така е правилно и мислам дека тоа го препознаа граѓаните и ми ја дадоа довербата. Луѓето во нашата општина се познаваат, ние сме мала општина. Чувствувате дека имате некој терен за надпревар со противникот? Па, еднаков терен имаме. Сега. Ајде сега, да почнеме со она кога ќе се седни. Како ја зачекавте општина Кривогаштани? Во каква состојба? Кои се предизвиците со кои што треба да се справувате на почеток? Па, она што се однесува на инфраструктурата, нели, што можеме да го видиме сите, знаеме каква е состојбата. Навистина е лоша инфраструктурата во одредени места, делови, имаме улици кои не доликуваат на 21 век. Имаме такви патишта, имаме населени места со се уште нерешено прашање со водоснабдувањето, без канализација. Не е добра состојбата, меѓутоа не треба да се жалиме, мислам. Јас знам во каква состојба општината и мојата задача е нели да ги подобрим условите. Добро, ме се венди со одговор, затоа што воглавно кога ќе седне нов градоначалник, многу е тешко заради овие пред мене. Да. И тоа е нешто кое што го слушаме 34 години во оваа држава и како изговор знаеме дека е тешко, затоа се случила промена на градоначалник, промена на партија, се направила некаква промена затоа што граѓаните очекуваат подобри резултати, така да. А и тој што доаѓате би требало да е свесен неговата општина, дури да е, да речеме да не бил дел од структурите на општината и така, тоа знае кај да живее, знае за што се напаѓа да. И мислам дека тој правилниот пристап да се има кога... Да. Наша задача е да ги подобриме условите и да направиме да биде подобро место за живење за сите.
Ајде, кажете ми кои се првите 3 работи што сакате, ќе се стремите, ќе настојувате да се завршат во Кривогаштани? Првите 3 работи. Најпрво, значи, веќе сме во таа фаза, да речем, мораме да направиме една детална анализа на состојбите во општината. Не зборувам само финансиската состојба, туку општо. И обврските, и состојбата на терен, да ги согледаме сите проблеми, реално, онака како што реално стојат, и да направиме анализа како понатаму ќе продолжиме. Тоа е првата работа. Втората работа, да ги интензивираме активностите за веќе отпочнатите проекти. И веќе работиме и на оваа втора фаза, можам да речем. Отпочнати се градежни активности на една улица во Пашино-Рувци, која ја најавуваме. Тој проект беше уште од претходниот градоначалник. Пред неколку дена веќе имаме старт на градежни работи, така да тоа е една добра работа што ќе се реализира за населеното место Пашино-Рувци. Имаме веќе склучено уште 3 нови договори за кои се завршени постапките за јавна набавка и по завршување на постапките за избор на надзор на овие градежни работи, верувам дека во многу скоро време ќе почнеме и со тие 3 проекти. Се работи за асфалтирање на улици во неколку населени места, изградба на повеќе наменско игралиште во училиштето во Обршани и уште еден пат од село Славеј кон село Заполжани. Во овој дел, значи, ги интензивираме сите активности и работиме на прилагодување на програмите за работа за наредниот период. Онаа програма со која јас настапив на локалните избори, сега треба да имплементираме во развојните програми на општината, па да можеме да пристапиме нели кон реализација на сите тие ветувања кои ги дадов јас во предизборниот период. Тоа е во тек, заедно со административната служба од општината, се работи кон изготвување на развојните комунални дејности, планови за комуналните дејности за период од 2026 до 2028 година. И третата работа што би следувало, значи да отвориме општината за сите граѓани, онака како што ветив, да ја зголемиме транспарентноста на повисоко ниво, така да граѓаните да бидат известени и информирани за сите тековни работи, за случајни договори, за јавни набавки, за трошоци, за долгот на општината. Значи мора да бидеме транспарентни со граѓаните, да знаат во секој момент што се случува. Ајде да се вратиме на првата од овие 3 работи, тоа рековте детални анализи, сигурно ако не во детали, груба слика веќе имате после скоро месец на градоначалничката позиција, во каква финансиска состојба е општина Кривогаштани? Сложена е финансиската состојба. Јас ја наследив општината со обврски од околу 40 милиони денари. 39 милиони 160.000 некаде денари. Се работи за долгови кои се привлекуваат од претходни мандати. Мојот претходник Никол Чемисковски успел да намали нешто од неплатените обврски, околу 6 до 7 милиони денари. Пред 4 години биле 47. Да. Пред 4 години обврските биле околу 46 милиони денари. Се намалени се на 39.160. Со оваа динамика, ако продолжите, ќе ви треба 3 мандати. Да. Бара сериозна анализа и сериозен пристап како да се менаџира општината во едни вакви околности. Тоа е наша задача, да не се жалиме, ја знаеме состојбата каква е, меѓутоа треба да бидат информирани граѓаните во каква состојба се наоѓа општината. Ајде, најважната работа за Кривогаштани како земјоделска општина,
Што општината може да направи за поддршка на земјоделците? Како може да се помогне на земјоделците за да станат уште попродуктивни, затоа што реално Кривогашта не е сериозно продуктивна општина во тој сектор, но секогаш може подобро. Што може да се помогне таму за на крајот на краиштата и тие луѓе да растат, затоа што ако нешто знаеме да произведеме во оваа држава, тоа е храна. Да. Земјоделците се наше најголемо богатство во општината и општината мора да го поддржи земјоделското производство. Во тој дел јас дадов ветување дека ќе настојуваме да отвориме нови производствени капацитети во рамките на нашата општина. Со тоа ќе се зголеми и конкуренцијата, ќе имаме можност за откуп на повеќе производи, тоа би влијаело и на цените. Веќе имаме заинтересирани некои инвеститори со кои, откако дојдов, остваривме и средба, комуникација. Во наредниот период ќе бидат формирани и работни групи. Доколку успееме да ги реализираме овие проекти, да се отворат нови производствени капацитети, тоа ќе допринесе и можности за вработување на младите тука во нашата општина. Меѓутоа, ќе се подобрат и можностите за пласман на земјоделските производи. За време на кампањата пред средби со граѓаните, буквално во сите населени места беше побарано општината да помогне кон одржување и санирање на пристапните патишта кон земјоделските површини. И во тој дел веќе правиме некоја стратегија како би можеле да действуваме и веќе од напролет да ги подобриме состојбите со полските патишта. Тоа е многу важно за земјоделците да имаат добар пристап до нивите. Во секој случај инфраструктурата е една од најважните работи. Минатото лето во општина Кривогашта се случи еден многу убав културен настан, тоа се Бела ноќ, во организација на Урбано гнездо. Тоа е граѓанска организација на млади кои што се трудат, да ги запознав јас уште пред една година пред да се случи таа Бела ноќ. Навистина прекрасни млади луѓе. Што ќе направите за овие дечки да имат уште подобри услови, да имат уште поголем елан, уште повеќе да прават за општината, да се чувствува дека е жива, дека има, може да се придонесува, дека може да се испровоцираат младите да останат таму, не само да работат и да се забавуваат. Да. Младите ќе останат во општината доколку гледаат иднина тука. За мене младите се врвен приоритет. Така настапив и во кампањата, така ќе работам и во наредниот период. Најважно е да ги слушнеме младите, да бидеме во комуникација со нив, да ги слушнеме нивните барања, потреби, нивните идеи, предлози и за овој краток период откако е презела функцијата, веќе одржаваме еден состанок ние со младите, што бараат од токму во Урбано гнездо. Што бараат? Бараат повеќе културни настани. Имаме мултифункционална сала која навистина е неискористена. Многу малку културни настани се одржуваат. Бараат да има театарски представи, да се случува нешто, да има живот буквално. И во овој дел веќе превзедов активности. Мултифункционалната сала е во зградата на општината. Во зградата на општината, да. Таа беше реновирана пред околу 2 години. Сега е во добра состојба, нели, меѓутоа не е искористена навистина. Но нема содржина, треба да се исполни со содржина. Треба да се случува. Дали не знам, ја како човек кој што да дојде од културата, во принцип тие дечки знаат да прават настани. Обезбедете им само пари. Да. Затоа што културата е скапа, ама една актерка рече не културата е уште поскапа. Да.
Така да, мој совет е до вас да ги слушате и само обезбедете им пари. А за тая мултифункционална сала разбрав исто од интервјуто со поранешниот председател на совет, исто ми кажа и навистина ќе биде одлично да се потрудите да му дадете живот на тоа место. Шо велат, даваат предлози конкретни дечките? Даваат, дечките се полни со идеи, бараја театарска представа и веќе организирав една театарска представа која ќе се одржи на 5 декември. Наменета ќе биде за учениците од 7, 8, 9 одделение од двете основни училишта во општина Кривогаштани, меѓутоа и за средношколци кои има можност да присуствува. Истата е во изведба на форум театар, а темата е меѓуврсничко насилство. Една доста актуелна тема. Значи можете тука да правите и во зависност од какви можности нуди таа сала и да каните и театри кои што се професионални. Друго кое што од да речем сега поестранно во општина Кривогаштани, тоа беше фестивалот на пиперката. Ова година не се одржа. Не знам дали воопшто дали знаете кои се причините и како гледате на него и дали планирате да се врати тоа затоа што минатата година имаше добар одзив, мислам. Да. Не би навлегувал во тоа кои се причините што не се одржа оваа година фестивалот на пиперката. Меѓутоа, јас најавив и тоа планирам да го реализирам. Значи, за наредната година да го одржиме фестивалот на пиперката и веќе разговарав со дечките од Урбано гнездо. Мојата идеја е да ги споиме двата настани, фестивалот на пиперката и Белата ноќ, во еден викенд, така да би имале една побогата програма, еден исполнет викенд со културни содржини. Доста од иселниците кои во лето доаѓаат, нели, се интересираат зошто оваа година не се одржа фестивалот на пиперката. Таа организација беше поздравена од сите, наистина. Треба да имаме такви настани. На секој општина и треба и на секој граѓанин му треба и култура, му треба и забава. Во секој случај тие се го држат живи духот на народот на крајот на краиштата. Затоа што и онака живееме премногу стресно, така да уште ако немаме манифестации на кои ќе се опустиме, на кај одиме веќе. Точно. Колку сметате дека се важни овие настани за општината, за незината промоција? Исклучително важни се. Да. На овие настани доаѓаат и медиуми, доаѓаат граѓани од други населени места. Тоа е начин за да се промовира и нашата култура, и населеното место, и општината, меѓутоа и можност за промоција на производите од оние производители кои ги имаме во нашата општина. Имаме навистина добри компании кои извозуваат земјоделски производи надвор од државата. И тоа е можност за дополнителна промоција. Колку фабрики за ајвар има Кривогаштани? 2 бе? Повеќе од 2. 2 се во Славеј, имаме една во Крушејани што функционира. Нешто имаше, се отпочна и во Војани. Тоа е можност за промоција и на овие компании. Како не. Тоа се там особено со ајварката, там капија се вика. Да, капијата е сериозен бизнес кој што дефинитивно треба да се презентира и да се привлече што е можно повеќе купувачи па и на готовиот производ ајвар. Така да што има поубаво од на некоја манифестација која што ќе ги презентираш на шармантен начин своите производи. Ајде сега, ова го спомнавте дека ќе се трудите да ја зголемите транспарентноста и комуникацијата со жителите на општина Кривогаштани. Кажете ми конкретни мерки кои што ги имате во план, затоа што основна работа е транспарентноста на општините, не само
на помалите, буквално е секој, па и на државата, многу е важно граѓаните да знаат кај одат нивните пари. Точно, се согласувам. Транспарентноста е многу важна. Јас ветив транспарентност и ќе испорачам најпрво веб страната на општината мораме да ја подобриме и веќе работиме во тој дел. Има отворен јавен повик од Министерството за дигитална трансформација, каде веќе ја аплициравме, да искористиме можноста за изработка на сосема нова, посовремена веб страна, која ќе има повеќе дигитални можности, каде граѓаните ќе бидат навремено информирани за сите активности во општината, јавно ќе бидат објавувани сите договори, состојбата со буџетот, долгот на општината, така да ова веб страна мора да се ажурира редовно и граѓаните благовремено да бидат информирани. Што се однесува до административните служби во општината, истите мора навремено да одговараат на барањата. Јас сум присутен во општината секојдневно, освен кога сум службено отсутен. Вратите на општината се отворени за секој наш жител. Буквално ја секој ден примам по не знам колку сега дневно ќе поминат луѓе, меѓутоа секој што дошол секој ден примате граѓани, затоа што на пример во општина Прилеп има определен ден кога градоначалникот прима. Кај нас буквално секој ден, кога ќе дојдат граѓани, ако јас сум присутен, истите се примени, сослушани и веднаш пристапуваме кон изнаоѓање на решенија за нивните барања и проблеми. На веб страната, во оваа состојба сега како што е, има можност граѓаните да пријават проблеми, меѓутоа јавно се објавени и телефонски броеви, мејлови. Јас сум достапен и на социјалните мрежи буквално за сите граѓани. Секој може во секое време да ми пиши. Така го договоривме во интервју. Да, така го договоривме. Преку Инстаграм да бидеме по-конкретни. Тек потоа разменивме телефони за сепак да се пратат локации, да се најдеме. Се е такво времето. Буквално сите користат социјални мрежи и мислам дека тоа е најлесен начин да стапиме во контакт со некој. Ова не е туку така, дефинитивно ја потврдувам дека го побарав на Инстаграм и имав одговор најверојатно за 20 на минути после пораката. Градоначалник, спомнавме дека имате исклучително интересен начин на функционирање на Советот, дека во главно гласа едногласно. Сега сакам да ми кажете за вашата работа со Советот, затоа што градоначалник е друга институција. Како вие ќе се трудите да биде таа комуникација меѓу Советот и градоначалникот на едно високо ниво и ќе на крајот резултатот да биде во интерес на граѓаните? Јас како што сум достапен за граѓаните, така сум достапен и за сите советници. И се надевам дека ќе имаме добра соработка, одлична соработка со сите нив. Ќе присуствувам на седмиците на Совет, кога ќе биде потребно. Сакам да имаме меѓусебен диалог. Ако имаме меѓусебна комуникација, мислам дека ќе наоѓаме решение буквално за сите проблеми. Одлуките треба да се базираат на аргументи. Доколку разговараме, ги презентираме аргументите и ако тие проекти, одлуки се во интерес на општината и на граѓаните, не гледам причина зошто некој да биде против тоа. Нормално, секој може да даде своји предлози. Се она што е во интерес на општината и на граѓаните, треба да се земе предвид и да биде поддржано и од другата страна. Така да ќе работам во оваа насока, да бидеме единствени и да действуваме сите заедно во интерес на нашата општина. За крај сакам да ми кажете како го гледате Кривограштани после 4 години. Како го гледам? Мојата визија е Кривограштани да биде по-модерно место, по-уредено, по-чисто, да ги расчистиме дивите депонии, да асфалтираме што е можно повеќе улици. Дај Боже сите да успееме да ги асфалтираме што не се асфалтирани низ општината. Да направиме повеќе тротоари и пешачки патеки.
да ги задржиме младите во нашата општина, што е многу важно. Да створиме подобри услови за нивно живење во општината и нивни развој. Ако успееме во сите овие наши заложби намери, верувам дека општина Кривограштани по 4 години ќе биде многу поубаво место за живење. Ви благодарам за разговорот и да ви кажа, прво да ви се заблагодарам уште еднаш за тоа што се согласивте да разговараме и многу е важно што кога ќе се ветат овие работи сега се и снимени. Така да се надевам дека не треба да чекаме за да се видиме пак на крајот на мандатот, се надевам на континуирана соработка дека ќе бидете отворени и лесни за договарање за интервју како и првиот пат, затоа што сепак сите работиме јавна работа во интерес на граѓаните, ние нашиот да прашаме, вашиот да одговарате. Да. И ви посакувам голем процент од тоа што гледате, па и ако е возможно 100% да го остварите до крајот на вашиот мандат. Уште еднаш ви благодарам на поканата. Јас се надевам дека следното гостување ќе можеме да се пофалиме со повеќе реализирани проекти и конкретни дела. Се надевам и јас. Вас ви благодарам што гледавте и се гледаме во следно издание на Отворени муабети.